civilmedia.mk. Празнични кратки нозе, добре дојдовте. Заедно со вас ги разоткриваме дезинформациите и лажните вести со неспорни факти и аргументи. Ова специјално издание за новогодишните празници му го посветуваме на лидерот на ВМРО-ДПМН, Христијан Мицкоски, кој годинава што измина често гостуваше во нашите и ваши кратки нозе. Од тие гостувања ќе ви ги прикажеме најдобрите моменти. Тргнуваме веднаш. Во друг дел од интервјуто на Мицкоски за телевизија Телма, новинарот Боби Христов како дел од прашање цитираше негова изјава, но Мицкоски се обиде да го исправи, тврдејќи дека не е правилно цитиран. Но новинарот побара од режија да ја пушти изјавата. Мицкоски и овој пат остана со кратки нозе. Погледнете ја оваа ситуација. И велите: жалам, простете ми што се уште морам да бидам дел од еден ваков срам. Што бев дел? Што бев дел? Без се уште, што бев дел од овој срам? Морам да бидам дел. Тоа е изјава во четвртокот, можеме и тонски да видиме. Пуштете, што што уште, што се уште без... Одиме со првата изјава на господин Мицкоски. Што бев дел од овој? Очекував дека ќе ја негирате, затоа ја подготвив тонски. Ви молам првата изјава од господин. Им се извинувам од моје име и од името на ВМРО-ДПМН на граѓаните што мора да бидат сведоци на една ваква, би рекол, циркуска представа која што денеска се одвива тука во собранието. Жалам, простете ми што морам се уште да бидам дел од еден ваков срам кој што ние како политичари на вас, граѓаните на Македонија, ви го приредивме. Извинете уште еднаш кон моје. Простете ми што се уште морам да бидам дел од еден ваков срам кој што ние политичарите. Но и жалам, уште ќе ви кажам дека жалам. Ви го подготвам. Да, жалам. Мицкоски и во оваа ситуација остана со кратки нозе, но она што е поважна лекција од оваа ситуација е добрата подготовка на новинарот за интервјуто, која е главна заштита и за новинарите и за публиката од обидите на политичарите да изнесат невистини или да манипулираат. За жал, ова ретко се случува во нашите медиуми, а би требало да е професионален стандард. Фејсбук страницата Скандал на 8 октомври објави видео во кое се тврди дека лудата власт во Македонија, начело со Мила Царовска и Заев, фрла учебници во трактор и потоа ги носи на депонија. Ова видео потоа беше објавено од порталите Курир и Нетпрес, но со наслови кои тврдат дека власта пали и гори книги во Прилеп. Власта пали учебници во Прилеп е насловот на текстот што го објави Курир, додека пак Нетпрес објави содржина со наслов Скандал во Прилеп, вчера гореа книги. Но во видеото што го видовме, не се гледаат ни запалени книги, ниту пак кој ги фрла книгите во приколка, ниту депонија, ниту дали тоа го прави представник на власта. Сепак, овие дезинформации потоа се слушна и во говор на лидерот на ВМРО-ДПМН Мицкоски на партиски предизборен митинг. И морам да ги прокоментирам вчерашните снимки на кои се гледа како со тракторска приколка се носат книги во депонија за палење. Секаде во светот книгите се купуваат бидејќи се вредност. Само кај нас Заев и Царовска ги палат. И Мицкоски тврди дека се палат книги, иако тоа не се гледа во видеото. Очигледно е дека некој сака да ја запали јавноста со дезинформации што се шират како дел од исполитизираната дискусија за дигитализација на учебниците во образованието. Најдобар начин за гаснење на вакви пожари е граѓаните да останат со студени глави и да не ги прифаќаат овие невистини кои доаѓаат од извори кои што често ги дезинформираат граѓаните. Во дел од интервјуто за Топ тема Мицкоски зборуваше за собраниската седница за гласање недоверба на владата на 11 ноември, неуспехот на опозицијата да обезбеди мнозинство и отсуството на пратеникот на Беса Кастриот Реджепи. Мицкоски прво вели дека тоа е лична одлука на пратеникот кој се премислил, дека ја почитува и дека нема повеќе намера да зборува за неа. А фактот е дека имавме 61 потпис од пратениците, кои што заедно со допис беа доставени до претседавачот во парламентот. Во меѓувреме,
Еден од тие пратеници одлучил да верува во тие вредности во кои што тој самиот кажува и да не се појави на седницата. Но во ред, тој се преместил, одлучил да постапи така како што постапил и јас го почитувам. Тоа и немам намера повеќе што да зборувам по таа нева постапка. Но неколку минути подоцна Мицкоски повторно почна да тврди дека пратеникот не се премислил, туку дека бил киднапиран. Не велам дека не е легитимно вие да киднапирате пратеници, потоа да им давате текстови да читаат пред камера на бела позадина, па потоа да ги убедите да излезат во јавност и така натаму. Да излегуваат во јавност, да се препелкаат и така натаму. Видете, јас доказ немам. Но имате ли вие доказ дека не бил? Инаку ова не е прв пат деновиве Мицкоски да си противречи сам на себе за ова прашање. Да подсетиме, тој беше дел од опозицијските политичари кои од 11 ноември и недоаѓањето на Реджепи во собранието тврдеа дека тој бил киднапиран и дека заради тоа нема мнозинство за гласање на недоверба на владата. Динамичен ден, киднапиран пратеник, криминал, уцени, срам и нормално најголемата желба на СДСМ дуи да ме немало во политиката. Објави Мицкоски на Facebook вечерта на 11 ноември, по видео обраќањето на пратеникот Реджепи, а пред завршувањето на седницата за гласање недоверба на владата. Но на 16 ноември, еден ден од како Реджепи излезе на пресконференција, Мицкоски гостуваше на српската ТВ Хепи, каде кажа дека еден пратеник се предомислил. Па деси си најголима. Нажалост не сме успели, тако е и поред тога што сме имали тај 61 подпис, што е апсолутна веćina у македонски парламент, ali ето еден се предомислио кој се пред тога, пар дана пред тога, мисли неделю дана пред тога, подписал на тај список. На 17 ноември пак пред неговото вечерно гостување на телевизија Телма, во изјава за медиуми на настан во кисела вода, Мицкоски повторно тврдеше дека имало буквално киднапиран пратеник кој под присила давал изјави. Профилот е јасен на човек кој што е практично киднапиран и кој што под присила мора да дава изјави такви какви што дава. Прво треба да имаме одговор на прашањето што се случи со пратеникот кој што беше буквално киднапиран, можеше неговото семејство да стапи во контакт со него. И покрај тоа што и самиот Мицкоски во топ тема призна дека нема докази за тврдењата кои потоа и сам си ги демантираше, некои медиуми продолжија со ширење на овие дезинформации. Република објави содржина со наслов Мицкоски, власта сама себе се бойкотираше, пратеник како во Боливија читаше напишана изјава, а во позадина бел ѕид, во која има фотомонтажа на Реджепи како киднапиран од Заеви Ахмети со автоматско оружје. Видовте и самите, Мицкоски во интервјуто, а и пред тоа, тврдеше дека пратеник бил киднапиран, па дека се премислил, па дека бил киднапиран, па дека само одлучил да не дојде на седница, па дека пак бил киднапиран. Останува само да видиме дали Мицкоски ќе се договори со Мицкоски. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски и пратеникот Антонио Милошовски излегоа со тврдење дека владата во Романија паднала поради пожар во модуларна болница, барајќи истото да се случи и со македонската влада по пожарот во модуларната болница во Тетово. Во Романија пред 5 дена се случи пожар во болница со загубени 5 човечки животи. Во Македонија пред 1 месец изгоре модуларната болница во Тетово, но во Романија падна целата влада. Например, во Романија, земја членка на Европската Унија, кога горе болница, паѓа влада, поднесуваат оставки. Ова тврдење на Мицкоски и Милошовски со денови беше повторувано и од други говорници и соопштенија од ВМРО ДПМН. Но тоа тврдење, според повеќе светски агенции, не е точно. Associated Press на 5 октомври 2021 извести дека падот на романската влада е дел од политичката криза што започна пред 1 месец кога премиерот Циту го отпушти министерот за правда Стелијан Јон од УСР Плюс поради непотпишување на програма за регионален развој. Партијата УСР Плюс го нарече потегот навредливо од повикување и ја напушти владината коалиција од 3 партии.
И во други извештаи од светски агенции не се спомнува дека владата во Романија паѓа поради пожарот во ковид болницата. Освен програмата, како причини се наведуваат и критичната ситуација со пандемијата, а и несогласувања околу реформите во правосудството. За жал, ова не е прв пат ВМРО ДПМН да бидат забележани како извор на дезинформации. Таквото поведение беше нотирано и во извештај за потребите на Европскиот парламент во 2020 година, а партијата неколку пати беше демантирана од странски амбасади и влади. Политичката битка не треба да се води на ваков начин, со дезинформации и злоупотреба на трагедии за политички поени. За жал, тоа често се случува пред избори. Затоа, граѓаните треба да внимаваат и добро да ги проверуваат информациите. Меѓу порталите кои известија за Конгресот на ВМРО ДПМН и изнесените ставови на Мицкоски пред делегатите беше и Курир, кој на 13 декември 2021 година објави наслов "Говорот на Мицкоски привлече големо внимание, реторика која обединува без напад кон ривалите, но со точни решенија за проблемите". Говорот на Мицкоски по неговиот реизбор за лидерската позиција привлече големо внимание. Беше различен од досега и посветен исклучиво на партиските цели, со повици за обединување. Во говорот немаше ниту критика кон опонентите, односно актуелната власт, тврди Курир. Но ваквата оценка не ја поминува елементарната проверка на факти. Како што видовме претходно, Мицкоски во својот говор го критикува и омаловажува политичкиот опонент, користејќи потценувачка реторика и дезинформации дека бил пазарџија од Горњи Милановац. Но и во делови од говорот на Мицкоски што ги пренесува самиот Курир има експлицитни критики кон актуелната власт и нејзините политики. Например, во делот кога Мицкоски говори: "Сметам дека како општество премногу долго сме во истото мочуриште во кои не доведоа неодговорни и лукративни политики." Или кога Мицкоски експлицитно ја критикува корупцијата во државата и хибридниот режим, велејќи дека во светски рамки сме во друштво на некои хибридни државни творби од Африка, а меѓу другото, оценката е дека и тука владее хибриден режим кој секоја година повеќе заглавува во криминалот и корупцијата. Но оваа критика на Мицкоски дека тука владее хибриден режим кој секоја година повеќе заглавува во криминалот и корупцијата не е објективно представување на оценките од меѓународните индекси, туку е спин и манипулација. За ова пишуваа проверувачите на факти од Вистиномер минатата година во текстот "Контраспин" – подобро хибриден режим отколку заробена држава. Оценките на многу светски индекси не се задоволувачки, но се подобри од оние со кои бевме оценувани во минатото. Накусо, Курир останува со кратки нозе кога тврди дека Мицкоски на Конгресот немаше ниту критика кон опонентите, односно актуелната власт. Истото важи за критиките на Мицкоски, обременети со навредлива реторика и манипулации со фактите. Тоа беше се во овие кратки нозе. Се гледаме наскоро во нова заедничка потрага по вистината. Останете со Цивил Медија.